Mi тука идемо 20 години у терапија и никаков проблем нема, многу сум задоволен. Ја добив точно на време и задоволна сум. Па да кажем релативно да, задоволен сум. Кратко да ти кажам, ништо не чини. Место нема кај да паркирам. Нема, еве. А закажано имам да одем, например, у 8 сат. Ја не можам ни у 10 да стигнем. Па доста задоволен, да наистина, задоволен сум, да. Да, имаме закажано и се се почитува во нормала. Па, воопшто не сум задоволна искрено. Едва не едов паркинг, многу далеко од кај што треба да одам. Гужва, хаос, сите у различни ленти возат, како и секогаш. Мене никој не ми барал оде подмачки. Никој. Па така кажуваат тие што подмачкуваат. Не, за тоа не ми се десило и не може да товарам нешто што не ми се деси. Па искрено да кажеме да. До сега барем така функционирало. Па немам такво искуство искрено, ама други луѓе што ми збореле, обично така функционираат работиве тука. Тоа е, го прашате вие стројникот, како е дотерува работата кога прави брак. Мито никој не побарал и не може никој да ти побара, освен ти сам ако не му се понудиш. Значи беше иден случај, докторот не беше тука. Негов колега ми кажа дека треба да му се јава, да дојде, па тоа ќе кошта нешто. И ако мене ми се деси тешко за него, ја ќе му дам, ама ќе ги пишам броевите да парите ќе го пријавам. Мене не, и на моето семејство не. Може би што сум здравствен работник. Не се случило до сега, наискрено. Некош да, некош не. Среќа не сум имала баш потреба да од таква работа и затоа не ми се не случило, ама пак ќе кажам од искуство на други, да. До сега не имам побарано врски. Па не, искрено имам доста пријатели доктори и не користам. Да, како и сите. Мислам, секој си гледа за себе да се снајде. Имаше некој да користев понапред, за да може, например, да ме прима да пада. Понекогаш да. Па не сум имала потреба. Па не му носиме, а ако сакаш тоа од една пажња мала, тоа е друго. Например, не е нешто никогаш посебно, секогаш што тоа некој бомбонjera или пијалок, за нели да ти обрнат повеќе внимание. Да ги частиш, пример, не знам што, виски или нешто друго, тоа не се рачуна мито, барем така е човечки. Не. Не сум носил. Не, ништо. Почест на неговата услуга што ја направи, го почестуваме кафе, ништо повеќе. Подарок не, мислам дека не е корупција. А со врска се корупција. Не знам дали да се каже корупција, али не би било добро тоа. Ако сакаш да даваш, тоа не е корупција, нели? Ако сакаш да даваш кафе, тоа не е корупција, тоа е чест. Не е корупција, па не татера со сила, дај ми во, дај ми на. Ти лично само се нудиш. Па ја мислам дека не. Тоа е едно поштовање, чест затоа што ти завршил работа, си задоволен од неговата работа, едноставно да се почасти човекот. Тоа не смеем да одговорам, зашто без тоа не бива ништо. Кој како го сваќа се? Јас не носам, не сум носела. Па, не знам искрено што да ви одговорам на прашањето.